Почитувани гледачи, верувам дека исто како и јас сте радосни, љубопитни, каде се наоѓам, во кое наше убаво македонско, односно тиквешко село. Еве овој трендафил е прекрасен и верувам дека исто така јас со задоволство го држам. Тоа значи дека еден од разговорите кои ќе ги водиме во еден прекрасен двор во ова село, а селото е Војшанци, кое што гравитира се наоѓа во атерот на општина Неготино. Војшанци инаку се наоѓа 10 километри од општина Неготино, но рамничарско село и токму се наоѓаме крај брегот на реката Војшана. Затоа, како ова село го добила името за легендата, потоа какво е секојдневието на жителите во село Војшанци и што се е актуелно, како тие се радуваат на сето она како активно што е направено и со какви проблеми се среќаваат. Ете тоа се темите на кои ќе зборуваме пошироко со овие прекрасни и вредни жители, кои 50% веќе се наоѓаат во своите лозови насади, градини. Сега е време на работа, па тие што ги затекнавме и со нив ќе разговараме. Отворете ги вашите домови, драга диаспора, верувам дека ќе ви се допадне и оваа емисија од серијата емисии Моето село. Почнуваме. Почитувани гледачи, еве во една пријатна ладовина, овде, среде центарот на село Војшанци, да потсетам уште еднаш, како во најавата, дека се наоѓаме во едно неготинско село, селото Војшанци. Сега е лето, има многу работа во поле, но затоа тука во селото има и доста гости кои доаѓаат за време на летниот период да си го посетат своето село и не ги забораваат своите корени. Тогаш проработува носталгијата, емоциите, тогаш се враќа именатото, тогаш се враќаат сите оние сликички кога детството е поминато тука, а сега веќе тие возрастни луѓе, бизнисмени, образовани и така натаму, успешни во својата сфера, но сепак своето село не го забораваат. Ево далечна Турција, токму имавме голема среќа кога ја реализираме оваа емисија да се сретнеме со еден од влюбениците, носталгичарите за своето убаво село Војшанци, каде што и пораснал и се родил, а тоа е мојот соговорник. Вие сте? Омер. Омер, кажете ми од кој град доаѓате од Турција? У Истанбул. Од Истанбул. Така. А кога заедно со семејството тука сте родени во Војшанци? У Неготино. А, во Неготино. Неготино, јас сум прв дете роден у Стара болница, сега така се вика Стара болница. Стара болница. А ова село Војшанци, гледам, го посетивте. Значи ли тоа дека тука имате некои корени? Тука живеело, да? Тука живеевте. Колку време живеевте? Не знам, ама... До која ваша година? До 64 години. Колку години имаш ти кога си замина во Истанбул? 5 години беше. 5 години. Сепак ви останале многу спомени од селото, нели? Така. Тогаш имало сигурно повеќе кујки, повеќе дечиња, нели? Богато село, рамничарско село. Так. Го носите во себе, нели, како слика секогаш и го посетувате ли секоја година, кажете ми? Така. Што ви се допаѓа најмногу од Војшанци? Дали ви се допаѓа душата на народот овдека, населаните кои што ги гледам сплотени се, барем во ова село и убаво е тоа? Дали ви се допаѓа тоа што сега селото го гледате со други очи, затоа што малку се иселува, но затоа има многу млади? Што значи тоа за вас? За мене народ многу убаво. Така. Сите ве примаат убаво? Убаво и како да кажам, можеме... Примене тука од сите селани, со респект и од душа е мислам, така. Со душа, он мене ми вика,
тука селото има душа, народот вика има душа, вика. Тоа е најважно. Тоа е најважното, вика срце. Ние вика, сега таму живееме, ама срцето нас тука. Тука ви останата, нели? Тука е стана. Инаку, што работите, со што се занимавате таму во Турција? Експорт. Експорт. Дали тоа значи нешто стока? Карго. 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 Добро ви оди бизнесот? Сега Ево не тајна, но сепак сега не, млади ама сте доста и пред вас е иднината. Завршивте нешто во Турција? Од школа. Школа. Гимназија или што? Как се вика, Текстил нешто. не текстил, не знам как се вика. Економик? Економик може, економик. Да, вие сте повеќе за Ама менеджмент. логистик. Знаете што? За логистика, да. За логистика. Добро е тоа, добро е. Во фирмата имате доста вработено, нели? Има доста. Дали тоа значи дека она што го работите сте задоволни? Сте зацртале некој, нели, бизнис план и тој колку години го работите ова? Јас сум 28 години работам и сум за 10 година пензија сум сега јас. Одлично, па млад човек сте. Работам и оште пензија. И можете и пензија да земате. Така, баш ми е мило. Така се законите у Турција. Така, баш ми е мило. Иначе во Измир како град, зашто го одбравте? Не, Истанбул како град, зашто го одбравте? Зашто не отидовте во некој помало место и така? Или родителите така Не, ценели? од тука као отидаме на турско, народ кој зна многу убаво турско, речеле, ако ојте тамо, чојте у Истанбул, у Измир и у Бурса. Така. Таму има работа. Дали е ваш семеен бизнис? Дали тие у твојот бизнис работат и брат, и сестра, черката? Мој жена работи кај твојата мене. жена? Вашата сопруга. Така. Сега ме интересира. Од Истанбул еднаш доаѓате или прв пат сега сте во Војшанци, во Неготино? Дали секоја година ги посетувате нашите убави градови и села? Што ве враќа, што викате срцето, тука Не е баш на некаде. секоја година, ама на На 10 години. На 10 години. Така. Сега моја ќерка и жена сега они у Скопје. Во Они Скопје имаат се. роđак, моја жена. Аха. Отидаа таму да се видат. А сега за они прво беше дојдеме тука. Да, прв пат. И прв пат и сега на они многу се свиđе и од сега многу ќе дојдеме. Па на тоа ќе доаѓате, понатаму. така ли? А татко му, неговиот татко, бабото што се вика, Мене. не посетуе тука, иде стално во Одлично. Војшанци. Бидејќи сте на еден начин и македонец, затоа што и тука сте цело време, нели така? Така. Тука и сте се родиле, еве на 10 години дојдете, пак срцето значи ви заигрува. И за турската песна, но и за македонската песна, така ли е? Мислам за македонски песни. Така. Ете, во продолжение, почитувани гледачи, ќе чуете како ние му подаривме и македонска песна, но малку и го вративме во Истанбул со една убава турска песна, но препеана е на македонски јазик со турски мотиви во делот на рефренот на песната. С ношти поминав, заминав, покрај битовските касрни. Бен се ни северам, чок се ни северам, покрај битовските касрни. Бен се ни северам, чок се ни северам, покрај битовските касрни. Сите момчиња дојдоја, само мојто момче го немаше. Бен се ни северам, чок се ни северам, само мојто либе го немаше. Бен се ни северам, чок се ни северам, само мојто момче го немаше. И се разбира дека многу нели се воодушевивте. И да ве прашам дали со сопругата, еве, би се вратиле од Турција кога ќе се пензионирате? Дали би сакале? Овде убаво местото и сето тоа. Сега бееме доле на татко ми на куќа, стара куќа. Ти што живееле они? И моја жена и ќерка вика, татко, имаш пари да купиме куќа тука. И сега мислам, може да ќе купам.
Одлично, ви честитам, убаво е тоа. Убаво. Ви се допаѓа селото, нели? Се, Така, супер. и Неготино. Така. И кога се враќате за Турција? Утре са бајле. И па тога среќен пат ова емисија, само да ви подсетам, разговорот со Омер и останатите жители за ова убаво село, ова емисија, репортажа, ќе ја гледате и на сателитскиот канал ТВ Сонце, кој се гледа од Австралија до Кина, што значи во Турција. Можете некој да поздравите, вашите деловни партнери, било кој, вашата родбина. Кој да ги поздравиш, поздрави. Прво, татко ми, Меде, и сестра ми, и брат ми, и кој мене ме познае на сите. Ви го сакам многу успех. Голем поздрав и од мене, се најавувам. во Меде и секако. фамилијата. Да. На цела фамилија на Меде, Мустафа, таму сите пријатели што се. Во Кратко Истанбул. сега, од кога поздравите ги дадовте, од кога се познавате со Омер? Прво вие сте, бидејќи ве гледам заедно сте. Да. Да, ние сме Не само што пријатели сте и преведувач, другари. него и многу повеќе од Не, ние другари се познаваме 35, може ли? 35 так, години. так. И- А од и каде јас- сте вие? Јас сум од Војшници, иначе живеам А, во од селото Неготино. тука, што значи од детство фактички се Да, да, знаете на еден така, начин. знаеме. И се посетуваме, имам јас одено на гости таму исто, Да. добро примен сум и затоа Задоволни сум многу сте, сум нели? задоволен од него страна и од домашните И Турција се осовременува уште повеќе. Супер. Така, еве гледаме турски серии, Со така што... работката на сите ниво, страни. а. на сите ниво. Благодарам уште еднаш. Колку жителите од нашите убави тиквешки села, дали се тоа рамничарски, дали се тоа рицко-планински, сака да ги посетиме, сака да ја отворат својата душа, да зборуваат за своите спомени, да зборуваат за своето село. Ако живеат таму, ги истокнуваат убавините, но и проблемите. Ако не, тогаш со широка насмевка сакаат што подолго да бидеме со нас. Еве тоа се случува и со село Војшанци во Неготино, Неготинска општина. И еве започнавме многу убаво, верувам дека ќе продолжиме и така. Многу расположени, многу убаво гостопринство. Секогаш овде тоа традиција, таа продолжува на под ова убава лединка, под ова тераса. Разговараме со домаќинката, вредна, активна, се уште, а тоа е госпоѓа Пелагија Павлова. Да. Пелагија, благодарам, прекрасно ви овдека, затоа што во лето мислам дека ова веранда на еден начин и ова лозница зборува многу и ова сето зеленило кое вие го држувате. Меѓутоа, јас ќе ве вратам многу назад. Најпрво, би ве запрашала, колку ви е позната легендата на село Војшанци? Зошто не добило некој друго име, кажете ми? Па како што раскажуваат старите, порано имала нека убава девојка многу. Така? Јас се извинувам сега, Ломе, турците многу асакале, она не кела, знаеш. Така И- било тогаш. Реката вода многу имало, од што не кела да оде со турците, се фрлило реката у водата. Се разочарала и се Да, фрли. да. И И сте затоа и крстена? реката се вика Војшана. И толку. А инаку како Војшана реката, тука се го дели селото на два дела на еден начин, нели? Ме интересира. Немаше вода доволно, беше доста сува. Ами не врне времето. А сега? Имате сега. проблем? Или? Нема. А вода за наводнување од каде добивате? Канал има. А, има Канал, канал. да. Така. Во реката немаше риби? Ништо Ека нема, има нели? вода, имаше риби, сега нема Сега вода, нема. нема риби, нели? Кажете Нема ми, од сега. Војшанци сте, Пелагија. Знам доста долго и активиста и во жените секако, но во младоста Војшанци, вие сте од тука родени, така? Да, тук родом? сум роден у Војшан. И како ви се допадна селото тогаш? Каде најмногу детството го поминавте? Дали по овие ридови тука? Дали во реката тогаш сигурно имало вода? И дали со вашите другарчиња беревте и полски цвеќиња, билки, трчавте и сето тоа? Да. Остана тоа врежано во детството ваше, кажете Така ми? е, И остана. се уште го носите како спомен? Да. Нели? И го раскажувате на вашите внучиња? Кажуваме. Повелете. Така. Каде трчавте најмногу? Каде Најмногу игравте? Срецло имаме горе на Срецло, друго игралиште имаме тука.
И ридишто тасано, двасано поле имаме убаво, нагоре планинско место има, Така. гледаме. Бевте Се млада убаво. и убава мома. Да. То сигурно го знам и од слики, и вака гледајќи ве. Зашто староста не остава белези Така, кај еми, вас, сега но она што е толку. убаво како црти и како се останува, а душата е најважна. Фала му на Господ. Сега, да. Сега ме интересира, вие стасавте 18 годишна девојка, така? Да. И што се случи тогаш? Исто се Малку случи. проговори адреналинот, љубовта и Да, така да, натаму. да. Каде со сопругот се сретнавте? Имаше игранки, порано се правеа. А Секој каде тоа? празници тука у домот се вика. Да. Да, у домот. И Тогаш си прелафиме, работеше домот? Работеше. И се бендисаме и дојде стројник, стројници одеа порано. Со стројници? Со стројници. Ме сакаш ли да сакам и ја е видна работа. И фала му на Господ, дечиња си имам, син Цветан, сна Роза, керка Елизабета, Милијана, зетовци, внучиња, парафнуче. И Нека правнуче си- да, имате? Да. Нека е здраво и И живо и среќна сум многу и фала му на правнуци. Господ. Ако сум стара, горда сум. Горда, затоа што Да. Пелагија не само горда и како семејство, него горда Така. и сте што ве почитуваат Фала му и на што Господ. сте една Почитува, заедница почитува, која да, што да. и ретко се наоѓа, посебно во селските средини. Најчесто младите бегаат, остануваат старите, се молат да дојдат Така. младите, кога ќе можат и така натаму, бидејќи си имаат своја работа и така. Така е. Меѓутоа да ве запрашам, со што се занимавате? Имате ли нешто, бидејќи рамничарско село Војшанци, малку гледам некоја би со рамничка мала, но со што се занимава овде населението најчесто? Земјоделие, а повише сега одат на работа. Дрестер има фабрику Дрестер кавадарци, Мајер? елеганту, неготино. Така. И кој не одат таму си садат тутунче, бавче, пеперки, лозиња имат. Вие лично што садите? Ние лози имаме и житарица и пензионери сме двојци со обракот. Така. Моментално не садиме бавчи. Не садите бавчи, Деца стока се нема. вработени нема. Значи повеќе уживате Да, и готвите за нив кој е на Си поле, готвиме, ако си оди и така готвиме, да, натаму. да, да. А гледам и интересно во Војшанци, а дали тоа и ќе го потврди Пелагија, многу блиско живеат едни со други. Да. А вашите веќе се тука во обкружување. И задоволни сте, нели? Да, Кога петка е. наутро излезе сонцето, па вие погледнете, се викате на кафе. Така е. И тоа е нешто најубаво, Да. што ве спојува и вие сте среќни. Па немаме лоши души, се сакаме, Да. не се караме. Ако сме нервозни, се воздржиме. Ништо, вратата една затвора, Да. другата се отвори и така, нели? Така е. А ние продолжуваме понатаму. Пелагија се најдобро. Останете вака млада во душата и убава. Така. И понатаму вековита и се најубаво. Да имате многу Чувте правнучиња и секој бисерот на вратот преелегантна. Така е. Благодарам уште еднаш. Војшанци Фала. се гордеа со Така. вас. Благодарам. Во ова убаво тиквешко село, во ова прекрасно, среќно и задоволно семејство, кое што е успешно и дома, и во поле, и многу сложно, разговараме со една од керките на мојата соговорничка Пелагија, а тоа е Елизабета. Елизабета Додева. Додева. Павлова Моминско, нели? Да, Павлова Моминско. Елизабета, јас ќе тргнем од бракот. Еве, зошто? Каде се најде со момчето? Дали и тој од Војшанци? Да, и тоа од исто село, Од село исто, Војшанци, да, и имаше игранки порано, диско си правеме и се наоѓаме така со него тука. Така. Се сакаме и се Многу останав одевте, тука во село. или? Па 3-4 години, 5 се дружев со Одлично. него така и после. Со свекрва бевте? Со Да, свекрва? да. Сите си ги почитувавте? Па почитуваме. Нормално, Да, така. секако. Така ги учите и децата. Колку деца имате? 2 деца, Љубица и Славче. Нека се здрави и живи. Да, Учат Љубица веќе ми, големи се, да, нели? Љубица ми е во Германија моментално, таму работе. Епа, поздравете ја сигурно. Голем поздрав да. до неа. Белки ќе го гледа Ќе емисијата да се видиме и Славчето, тој у Дрекстер работи. Дрексте. Да. Сега, кога веќе децата на еден начин ете го нашле својот пат заминале, и нормално сега има толку техника што е тука интернет се гледате и сето тоа. Да. А за вас лично останавте во Војшанци, нели? Да. Тука сте родени? Да, така? тука родена, тука Тука бевте девојка, тука се да, омаживте. тука се омажив.
А сега каде работите? Како еден ден ви минува, кажете ми? Па јас сум вработена во краварска фарма тука исто во селото, Така. во Војшанци. И работиме, имаме време и за работа, и дома домашни обврски, има време. Кој сака да се најде време, значи има доволно За се време и има за време. дома и за работа, за се значи. Така, во краварската фарма, дали од кој раса се кравите? Под буши Буша раса, повеќе, да, така, буши тие се раса, високомлечни крави, Да, има, нели? да. Така, добро сте платени, тоа е најбитно. Добро и тоа, да, редовно се зима, Редовно. добро сме, Така. супер е се. Млада сте и во поле, што имате во поле, што работите? Ами, да ви кажам, реално во поле не може да одиме, пошто работа не е повеќе сте таква. на Се оде смени. На двократно смени. одиме, Да. наса бајде поручек и немат за други Да. активности, нема. Тоа е, Значи, работи хоби да го дома. пополнувате на работа, И дома, дома, домашни и тоа е обврски, се. да, Нели? да. Во неделите? Дали се Работиме дружите со твои постојано. пријателки некои? А пријателките се викаме на кафе, ние На од кафе, работа нели? кога се викаме, че го испиме Значи, кафе. војшанци како едно дишат, сите, на Да, еден начин. да. Па, Се знаете, живееме, така, да, кој се која знае. смена оди, кафето ќе се напие и потоа Да, сите заедно сите, одат, да. дека. Ето. Дали ако повторно, еве едно просто прашање, ама многу значајно за мене. Дали ако повторно би се родиле? Дали повторно би го одбрале овој животен пат сега што водите? Па да ви кажам, И најреално, дали би останали не е во лошо, Војшанци? не е лошо, би останала. Би останале? Не е лошо, Селото ви е било убаво, не убаво се е селото, иселува? да. Ако сакаш, животот е тие. Било град, било село, убаво е. Ако сакаш да можеш да го направиш, значи ти биде убаво и у село. Сакам да Без кажам, разлика. селото може, градина, други работи. Значи, селото може, земјата е родна и та никош нема да те имаш напусти, нели, секаде, на еден начин. Да. Да, ако сакаш убаво само е да секаде, работиш. Да. Така е. Без Благодарам уште еднаш. Се Фала најдобро, и на среќен вас. ден и продолжуваме понатаму. И еве, почитувани гледачи, во прошетката ни село Војшанци има многу изненадувања, има многу убавини, има впечатливи куќи, има и доста ново изградени. На повратници не, но оние носталгичари кои го сакаат своето село. Еден од нив е и мојот соговорник, тој е господин Ване Спасов Стего, кој што изградил прекрасна викенд куќа. Токму во дворот се наоѓаме, пред нас има многу зелени површини и убавини кои што ретко можат да се видат во нашите села, затоа што најчесто се испустени и доаѓаат за викенди луѓето, а многу повеќе живеат во градовите. Па кажете ми, Ване, еве прекрасна викендица имате. Од кога ја почнавте? Која беше идејата, мотивот? Живеете во Неготино, нели? Да, живеам во Неготино 20 и неколку години, Така. али пак ме влече нешто за селото, и тука сум роден. Ми сум во Неготино сум роден, меѓутоа тука живеевме ние. Детство да го поминавте, Да, младост. детството тука го поминавме и така некако ме влече амбиентот и не можам да не робам и си направив викендичка така да се релаксирам тука. Така. Колку време ја градевте и дали имавте помош со клуч врака или самостојно, индивидуално? Не, индивидуално се ја градев како можам, како средствата ми идат, прилив, така и си ги трошам тука. Дали ја довршивте санитарија и сето она што е потребно? Да, се довршено и е легализирано, така се по законот. Оваа зелена површина, колку простор имате ваш? Ја имам тука некаде 2700 квадрати мои, меѓутоа ова цело било наше. 13.000 квадрати, колку до 13.000 квадрати, поделено од тука браќата ми се, живеат тука, моите родители сега што се починати, покојните, и ова било наше место, тоа е таму старата куќа кај што сум роден. Кај што сте роден? Мислам кај што сум Се уште живеел. одржувате? Не, тоа продадено, исто и таа беше моја куќа, продадена е и си ја направив оваа нова викендичка. Пластеничкото производство чие?
На комшите се комшите. Што значи сите работат по нешто, а вие тука се занимавате повеќе, ќе си дојдете, не гледам градина. Јас се релаксирам тука и тоа. Што сте по професија? Јас сега моментално сум музичар, мислам свирам во Трио Гранде контрабас и така еве 5 години ги поздравувам сите од колегите од Трио Гранде и тоа ми е екзистенција, друга нема. Па добро, да ви кажам, една многу добра идеја ми дадовте. Со Трио Гранде заедно и вие во вашата викендичка ќе направиме една убава музичка емисија. Зошто да не? Одлична идеја. Важи, не ли? Прифаќате? Прифаќаме и тоа со 10 прсти. Благодарам уште еднаш. Среќен ден нека ви биде и среќен престој и во Војшанци, во ова прекрасна викенд куќа. Градете ја уште. Знам дека сте иновативни и уште многу нешто ќе направите. Благодарам многу и фала што ме посетивте. И еве се наоѓаме во една прекрасна дворска панорама. Верувам дека ме завидувате, почитувани гледачи, посебно вие во диаспората, зашто сте многу илјади километри далеку, па не можете со мене заедно овдека и со моите пријатели и колеги и соговорници да ја почувствувате ова убавина. Но може би, еве авионот, седнете, дојдете, ќе видите ова што ќе го гледате сега, ќе можете и практично лето е да дојдете и да го видите во село Војшанци, овдека во еден прекрасен двор. Замислете во Војшанци покрај сета убавина, покрај сите луѓе кои што се занимаваат со сточарство, со земјоделство, градинарство, што работат во Дресермајер и во други фабрики, водат приватен бизнис, младите исто така планират и тука, но и да учат и во странство. Замислете, уметноста влегува во голема врата. Значи, жителите на Војшанци и мојот соговорник се влюбеници. Во срцето им е уметноста, во срцето им е сликарството. Необично, нели? Но затоа разговорот ќе го даде и одговорот на ова моje прашање и изненадување. Вие сте? Диме Ангелов. Диме, ве затекнавме како ја завршувате оваа слика. Кажете ми прво од кога се занимавате со ова прекрасна, убава дејност која ве исполнува, нели? Па пред 30 години некаде. 30 години? Да. Покасно млад се почнав, али уметноста нема крај. Најпрво со што почнавте, а еве веќе гледам вие сте професионален сликар. Прво почнав со акварели, со графики, али после си оде времето нагоре и така допрев до улјени бои. Мада Југославија многу ретко ги имаше кај нас во тиквешијата. Случајно во Полска бев на шопинг и начекав такви бои и од тогаш требаше да ги земе тој што ни беше организатор воѓа пута, он купи бои за да ги шверца. И мене да ги шверцува на студенти. Кога јас ги видов тие, викам, овие бои, викам, јас само може да ги платам тебе. Зошто? Викам, ја толку години чекам да дојдам до вакво нешто и од тогаш. И бевте пресреќени од тогаш колку имате до сега дела насликано? Па преку 200. Преку 200. И кој правец најмногу го сакате, го обожавате во сликарството? Шетам повеќе, мртва природа, жива. Од повеќе, што гледам повеќе. Не сум ја академски сликар и едноставно што гледам тоа сликам. Дали сте наивец? Да. А дали имате своји изложби до сега организирано самостојно или со некои други сликари? Имам првата ми е во фабрика за кабли, таму работев 30 години. На јубилејот на фабрика 30 години најдобра фабрика. Потоа сум модел во град Неготино, во музеј на град Неготино и на некои локални така кај што сум поканен. И задоволни сте од сето тоа, го запознавте, јас запознав Македонија, надвор од Македонија, па еве и светот на еден начин, но во вашите платна гледам дел и од ова село. Дали сум во право? Го сакате Војшанци, вие од тука сте родени? Да, тука сум роден.
како дете војшанци сега веќе и некои има и постари куќи, но гледам дека се повеќе војшанци оживува, село живо, рамничарско, многу млади, еве и вие доаѓате тука, имате прекрасен двор. Колку време ви требаше покрај сликарството да одвоите еве и за лозие, за се, мислам кои овошки се ги имате. Јас не сум многу патена, но се е разеленето и убаво. Сите овошки преку 20 имам. Така, Не може да ги набрам, пошто се гледа, се Да, има од кајсија до јапонска еболка, до слива, до грчка, до смокви. Тоа ќе се роде, тога ќе се види што е. И дали има уште некој кој што вака како вас слика тука од селово или единствен сте? Има уште еден и уште едно девојче има кој е више на академија завршена, а другиот е исто добар музичар. На Многу ми е. на стего е пријател, многу време свира свадби, ама нешто човекот испомеша и музика и вај се повлече нечен добар уметник. Гоце се вика Гоце Апостолов, а другата е Олга Станкова. Па гените од прапрадедовците во Војшанци фактички се они и носители на мотивацијата и кај вас да влезе тој ген и вие да бидете сликари, музичари, Да. многу добра интелигенција, нели Четкам и така? музика, И се тоа е нешто. иднината нели на Војшанци, така Така ли е? ми се другарите ми беа сите музиканти и по нешто кога се дружиш и нешто ќе украдиш и од цирк. Продолжите и понатаму и верувам дека ќе ве посетиме повторно, па ако направите изложба, тогаш тука сме. Ете, видовте, почитувани гледачи, па камерата додека јас зборувам, сигурно ќе ви го долови сиот овој зелен, презелен, убав, прекрасен, раскошен амбиент во дворот на еве овој прекрасен сликар, значи Војшанец, кој што покрај останатото сликата, сликарството му е голема љубов. Секогаш храмовете или црквите секогаш се централно место каде што верниците доаѓаат, се поклонуваат, ги кажуваат своите проблеми, очекуваат милост од Бога, милост од сите светци кои се тука, од овој иконостас прекрасен и се разбира да најдат свој мир. Разговараме со одговорниот или клисарот на црквата, а тоа се вие? Раде Донев Луис. Раде, кажете ми, од кога е црквата постои, од кога? Црквата е почната 1996 година, осветена 2004. Кажете ми, кој ви помогна вака сега да изгледа како што е сега? Сигурно била руинирана и требало многу донатори, спонзори. Црквата почна Крстен Марович, од мене од темел е почната до кров со помош на мештаните и после од кај е осветена се црта, секој си дарува слики, еве ги гледате, некој ако сакате може да видите кои запишани имиња, сите тие работи. Дарувате слики, не? Да. Осем тоа даруваат и други работи кои што смета дека ќе имат мир потоа, нели? Да, исто така се дарува. Секоја црква што се носи, што има тоа. Ова црква дали е цела ден отворена и дали посебно доаѓа свештено лице? За празници или па секој дневно, како е? Иде за празници, отворена е секоја недела од сабајле до 10-11 и отварам кога има потреба, број имат мештаните, кој да дојде, оти нема потреба да биде цел ден отворена. Иначе у секоја доба, 24 сата е на располагање. Инаку е посветена на светицата Света Петка. Зошто? Па на Крсте Марович така му било со нето, добил некоја пара, не знам од каде, и решил тука да изграде, он е страмашевец, мајка ми е страмашевка, тука има најмногу страмашевци, и затоа рекол тука да граде, тука едино немаше у Војшанци црква од сето, да речеме Тиквешија. И имам од Кавадарци дојдено од Малта човек, тука дојде, да, таму работел. И има од секде, од Скопје доаѓат, има мештани у Австралија што биле доаѓат. И така, од Шведска има што работат, Норвешка, Холандија. Имаше кумство имаме од Холандија на една Пелагија, исто така за баджанак на целе. Тоа е се останува на
селаните, обшто на сите граѓани, ако веруват, ако не веруват. И еве, драги мои, заврши уште една наша прошетка и уште едно наше дружење низ убавите тиквешки села, овој пат низ Неготинското село Војшанци. Верувам дека ќе го понесете мојот впечаток. Јас сум воодушевена, после толку години повторно се враќам кај овие гостопримливи луѓе. И верувам дека сето она што тогаш го имав како впечаток, сега само го обогатив уште повеќе, зашто ги сретнав многу драги лица, многу срекни луѓе, многу луѓе кои што се борат со своите проблеми. Секако дека селото си има и своји проблеми, но заедно со председателот на местната заедница полека и сигурно и со градоначалникот на општина Неготино ќе ги решаваат постапно. Еве сме сега на оваа маса, после многу посети, верувам дека е пребогата со специјалитети, а тоа е заслуга на мојата соговорничка и пријателка на еден начин, витална, прекрасна жена, а тоа е Пелагија. Пелагија, како викаат во војната? Изнапансас, на јуриш, така и ние малку те изненадивме, но сепак доволно беше снаодливе да сето ова го подготвиш. И еве на крајот, насмеани, радосни, прекрасни во Баладовина да се поздравиме со една убава здравица, со овие прекрасни луѓе, па и со нашиот гостин Омер кој дојде од Турција, има своји корени тука. Сите се радосни, весели и среќни. Довидување до некоја наша наредна средба во некој наше убаво тиквешко село. Среќно за вас, беричет, многу пари, здравје, љубов, правнучиња